Моника Зајкова, дали би влегла во коалиција со Христијан Мицковски? Зависи ако тоа се базира на вредностни принципи. Добро, да или не? Зависно од, пак ја кажам, од политиките. Јас имам да или не. Не можам да одговорам со да или не, затоа што многу е јасен одговорот, под кој услов. Еве како покажува за Христијан Мицковски. Дека не може да пронајде дали да или не. Еден поинаков подкаст. Подкаст кој што ви го забрзува пулсот. Возбудата расте. Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Добро вечер. Дами и господа, добро вечер и вам. Вие гледате новото издание од уникатниот подкаст или подкаст кој што е многу поразличен од останатите подкасти во Македонија. Тоа што секогаш на јавните личности и ставаме детектор на лаги или ги ставаме на полиграф. Овој пат имаме политичар кој исклучително много ценам и го почитувам. Млад политичар, председател на политичка партија во Македонија, на Либерално-демократската партија во Македонија. Моника Зајков, добро вечер во студиото или добро вечер во студиото на Канал 77. И кажи ми дали ти е забрзан пулсот? Нормален ми е. Нормален ти? Добро, да знаеш дека за кратко ќе погледнеме дали ти е забрзан. Добро. Уникатни сме, различни сме затоа што јавноста или народ има право да знае вистината. Вистината е таа што најмногу нас не интересира. Со овој подкаст ние ја откриваме вистината, но пред се треба да се задржиме на тоа што сме ние, тоа е забава да се направи. Не треба затоа што мислам дека си ми 7 или 8 гостин, сум имал политичари, пејачи, водители, директори поранешни и некако сите адвокати на почетокот знаат да кажат не ми се доаѓаш или ми беше проблем да не ми направиш нешто, да не. Нашата цел е да забавуваме публиката и тоа да биде интересно, а не е нашата цел да направиме некој проблем или да уништиме нечии животи. Така да опушти се, но пред се фокусира се и сконцентрира се. Дали некој си била на полиграф? Не, прв пат доаѓа. Да, мислам во ваков тип и на емисија и на полиграф. Да, дали знаеш како изгледа тоа, нели детектор за лаги на лаги? Нормално дека знам како изгледа, но не сум имала прилика ниту потреба да бидам ставена на таков. Не ве маце она чудно вам политичарите кога ќе ви се јави некој водител на ваква интересна подкаст емисија и ќе ја каже да ставам на лаги, на детектор на лаги, а во принцип политичарите се познати по тоа што најчесто знаат да не ја кажуваат вистината. Ми е предизвик затоа што да го кажат и вчера на телефон. Некогаш и како луѓе, можеби самите подсвесно нешто себе си се лаже. Така е. Така да секогаш е предизвик да некогаш и сам се соочиш со себе. Мони секогаш кажуваш вистината? Секогаш се трудам да кажувам вистината, освен или секогаш во животот не има и бели лаги. Така, има и бели лаги, каде што некогаш за интерес на повисоко добро не да ги лажеме луѓето, но едноставно да ги прекутиш работите или да ги преформулираш начинот на кој што го кажуваш. Така е, мајка ми знае да каже онака правно, да не ја кажеме вистината. Добре, значи, јас сум правник. Така, не лажеме, туку не ја кажуваме вистината, ја забикулуваме вистината. Има различни ситуации, на пример, некогаш ќе се најдете во непријатна ситуација каде што треба да соопштите лоша вест на некого. Па тоа да кажеш. Треба да најдете начин како ќе ја кажете, бидејќи не секогаш ако ја кажеш директно вистината ќе му значи на човекот. Многу пати боли. Некогаш можеби треба да бидеш и по-приземен, да знаеш како да ги кажеш работите со цел да се постигне повисоко добро. Еве ти си председател на политичка партија. Дел од пратениците во Собрание на Република Македонија, мислиш дека други би прифатиле?
Па зашто да не гледам дека ние сме нешто поразлично од сите други луѓе кои што живеат на планетава Земја, сепак и политичарите се луѓе како и уметниците и спортистите. Нема зашто да не пристапат. Се на плашат. таква емисија. Не знам Па зошто не се гледам плашат, не знам. зашто. Се плашат од тоа што ќе бидат, какви прашања ќе бидат поставени, се плашат од тоа како ќе бидат прашањата формулирани, одговорите како ќе Добра, бидат. сега знаете како еден од најголемите стравови или како викаат на луѓето е од јавен настап сега. Да. Така да јас ги разбирам, не е секогаш пријатно, исто и како што не е пријатно, еве ние сме правници и мајка ти знае, јас сум работела мал период адвокатура. Стварно? Не е пријатно кога ќе влезете и во судница. За некои луѓе тоа е навистина голема травма што ја претрпуваат иако знаат дека се невини. Така што Си работела како адвокат? Да. Како беа, не знам, зашто не знам. Добро, кратко Или време бев во не сме адвокатура, правеле не како муабет. адвокат, но како нели приправник, Приправник, стручен да. соработник, потоа положив правосуден испит и А те за жал те тука влече правата? Ме влече од дете. Од дете. Малкумина знаат или многумина, тоест малкумина не знаат или многумина знаат дека Моника Зајков има еден брат исклучително професионалец кој што ја го многу почитувам, имам дрес од него, ми беше во емисијата Golden Carpet кога ја имав на канал 5 телевизија. Брат на Моника Зајков е нашиот репрезентативец и столб во одбраната, Ѓоко Зајков. Знаат бе тоа? Исклучително. И јас, одличен дечко, дисциплиниран, дури го имам разговарано овој со претходниот негов шеф Благоја Милевски. Дисциплиниран, одличен дечко, одличен, васпитан, како изгледа. Карактерно многу поразличен од сестра му. Па добро, да, различни сте као ја и брат ми. Различни темпераменти. Скроз, како изигра со Белгија, како очуваше Лукако на градски стадион. Еве, може да се потсетат и гледачите, а и јас бев пример дека беше дечко исклучително сконцентрирано над преворот. Поздрав до Џоле Зајков. Поздрав. Твоите се гордеат бе со вас, ти пратеник, тој фудбалер професионален? Па некогаш, мислам дека да, нормално е за родител да се гордее со своите деца и со нивните постигнувања, но некогаш знае мајка ми да каже, леле што ми направивте, цело време јас тука да читам коментари. Тие коментари, значи. Да, така што малку, иако се гордеат, меѓутоа и имаат некоја доза на, не знам, на страв, на скепса, дали требаше, например, мајка ми често пати знае да ми каже штубава професија си имаш, што ја требаше ова. Да. Гледај, тоа се родители, а тој мајчин инстинкт или татков инстинкт или тие родителски, како да кажам, каприци у позитивна смисла доаѓаат од душата, доаѓаат од мозокот кој што они ни посакуваат се најдобро. И моите, значи јас знаеш кога Сигурно не им е следно кога. Па јас сега периодов кога останав, кога направив трансфер од Канал 5 во Алфа, имав период кога исто кога спортисти одев од клуб по клуб, остана политичарите. Па и па богаме. И остана 2 месеци без телевизија, ме разбираш, знаеш, кој шок беше дома за моите. Како ти кажа, Па добро, и они се малце луѓе кои што не се само за навикнати коментари, коментари се навикнати лоши за мене. Така, меѓутоа али поинаков систем на уредување, на вредности. се секираат како не. Иако работиш и други работи, ме разбираш? Грижа, да, они знаат дека мене ме телевизијата љубов и знаат дека тоа е како на фудбалер кој ќе нема да игра на терен, кога ќе знаеш стае на трансфер листа, ја бев стае на трансфер листа и мене беше на тоа. И дома моите цело време имали нешто ново, имам па ја преговарав со повеќе телевизии. Што направи со Телма, што направи со Алфа, што направи со МТВ, што чекајте бре луѓе, знаеш, дури они ти прават притисок. Да. Чисто знаат да прават притисок. Добро, може да започнеме? Можеме. Се враќаме веднаш. Моника, во едно поинакво издание сега. Малце по-концентрирани, малце по-директни, малце по-дискретни. Едноставно, ќе
Ќе го правиме тоа што најдобро ние знаеме да го правиме, а вам, политичарите и јавните личности, ви останува да кажувате вистината. Дали сте спремни? Да. Дали си подготвена? Дали твоето име е Моника? Да. Морам да ти објаснам на почетокот, се анализираат твоите одговори и тоа е анализирањето и компјутерот трае 30 секунди, а јас ќе имам подпрашање на сето тоа. Така да ќе си правим мобет за да тече како што треба. Моника по баба ти Моника или не? Не, баба ми е Даница. А бајка баба ми Даница исто. Да. Жими се. И добра жена беше, баба беше многу добра жена. Па види се, јас не можам за баба ми да кажам дека е лоша жена. Абе добро, ама Баба ми беше многу правечна жена. аха, правично. Добро, значи не си по баба. Кој ти го дал името Моника? Кумот. Кумот, значи ти си го послушала кумот. Па не сум го послушала, јас моите го послушала. Твоите го послушала. Јас за жал не сум имала права на јасно, избор. Да. Добро. Моника, дали си се разочарала од луѓе со кои си ја започнала или со кои си започнала во политиката? Да. Од голем број. Сакаш да кажеш сите оние кои што беа со тебе од почетокот? Не некако говорам за сите дали биле со мене или не, сепак политиката е нешто кој што е систем на вредности. Меѓутоа сум се разочарала луѓе со кои што сме биле блиски како пријатели, односно јас сум ги гледала дека се пријатели, па после е политиката, но се покажало дека е првен политиката. Може да па ми кажеш пријателство. некој кој се разочарала на пример така? Па еве на пример поранешниот председател на ЛДП Горан Милевски. Бевте блиски. Бевме, јас сметав дека сме првен пријателски блиски. Но се покажа дека доминира политичкиот интерес. Моника, дали си застанала за некоја одлука за која денес се срамиш? Значи, одлука која што ти имаш донесено. Дали било во собрание, дали било во партија? Па сега е многу дискутабилно и многу широко. Немам одлуки од кои што се срамам, затоа што мислам дека секоја одлука покажува дали со текот на времето е грешна или е исправна. Дури да е грешна, нема што да се срамиш, веќе си ја направил. Во тој момент си сметал дека треба така. Да или не? Па еве кратко не. Тоа те гледам дишењето, пошто оди бритот. Се анализира. Покажува. Па, покажува дека политичарите сте донеселе и има донесено голем број на погрешни одлуки. Јас затоа Така. кажав, има погрешни и непогрешни, ама сега дали се срамиш, тоа ќе се покаже со времето. Добро. Затоа ти кажав е малце дискутабилно, зашто времето покажува, може би била погрешна, не била исправна, но веќе кога си ја донал, дали за срамиш или нема, апсолутно нема. Кога веќе го ништо. спомна, дали разговарат со твојот претходник Горан Милевски? Па изминатиот период не, никаква комуникација. Зошто? Нема потреба. Ти си лута или он е лут? Не се работи за лутина, туку едноставно нема потреба да комуницираш со луѓе, со кои што комуникацијата би била само заради лицемерие. Се чувствуваш изневерено од него? Или он од тебе се чувствува? Тоа треба него да го Да. прашате, а дали јас се чувствувам изневерено, можам повеќе да кажам се чувствувам разочарано од него. Добро, легитимно. Дали има луѓе во политичкиот врв кои треба да одговараат кривично, а не одговараат или нема да одговараат? Сигурно има. Твое мислење? Да. Дали се разочаруваш од луѓе кои што ги гледаш дека направиле голем број на кривични дела? Дека едноставно институцијата во која што тие биле раководители, дали биле директори, дали биле министри и така натаму, имаат направено злоупотреба на државни пари, а при тоа истите луѓе повторно се
во клупите со тебе или до тебе. Не види, тоа е јавна таја, ние сите знаеме дека од секоја влада или од секоја власт има луѓе кои што дефинитивно го грабат парчето леп кое што е на граѓаните на оваа Република Македонија. По мене е посимптоматично колку и како правосудните органи се справуваат со тие луѓе. Така да јас не сум правосуден орган моментално. Да, ама како политичар. За да кажам, па сега знаеш, многу е пресумпцијата на невиноста за гарантирана пустав, многу е лошо да кажеме да или не. Меѓутоа, за мене е полошо кога имаме одредени луѓе кои што со години се бават со политиката и сега ќе се слушнало за нив разноразни афери, имале разноразни ставови и како едноставно без тронка грижа на совест сега ги кажуваат спротивни ставови или поуна кога е крадецот вика држате го крадец. Тоа те прашам. Така да. Значи свесна си, јасно ти е дека секој од нас е свесен, мислам дека. Тоа е прашање дека има бандити помеѓу политичари. Тоа е прашање на карактер, дали можете така да функционирате или не можете така да функционирате. Дали на крајот од денот со таквото функционирање ќе си легнете мирно или не. Јас на пример во многу наврати ако нешто знам дека се коси со она што биле мои принципи, појавувам грижа на совест дали тоа требало да биде така или не. Дали мислиш дека ЛДП е партија која моментално или повеќе не е фактор во политичкиот блок? Јас мислам дека е фактор. Бидејќи Така да. да. Либералната идеја секаде во светот живее. И тоа е идеологија. Не е направена партија само како партија. Поготово западноевропските држави. Туку е идеологија која што постои со традиција. И јас секогаш сум за идеолошки партии. Мислиш дека ЛДП може повеќе да биде повеќе. застапена? Може. Мислиш дека ЛДП може повеќе да како да кажам, да изгради или да оформи нови политички кадри, нови политички карактери во македонскиот политички блок? Може да произведе нови млади политичари? Не само што може, има огромен потенцијал, но сметам дека има недоволно самодоверба. Кај младите или општо? Не зборам општо како партија. Мислиш дека кога ќе се спомне ЛДП, луѓето немат самодоверба да кажат да ќе влезам во таа партија која е мала? Мислам дека во Македонија се уште се гледа повеќе на тоа каков интерес ќе добиам од партијата, отколку идеолошките вредности што ги застапува одредена партија. Добро, Моника Зајкова дали би влегла во коалиција со Христијан Мицковски? Зависи ако тоа се базира на вредностни принципи. Бидејќи не е нешто ново, има центар, десно партии кои што коалицираат, меѓутоа сепак кога вие влегувате во одредена коалиција, таа треба да се базира на вредностни принципи, вредности и политики што заеднички ги застапувате. Ние досега не сме имале никаков разговор врз основа на вредности или програма, иако во голем дел програмата која што е таму колку беше 1000 и колку проекти на ВМРО е копија на она што го има ЛДП 2011 година има излез. Добро, да или не? Зависно од, пак ја кажам, од политиките. Јас имам да или не. Не можам да одговорам со да или не, затоа што многу е јасен одговорот, под кој услов. Добро. Еве нека биде не е исклучена можност. Ја ви предснат да. Вака, гледајќи и познавајќи те моментално, вака лично во студиото. Да. Гледајќи твоите очи како функционираат, но подоцна ќе видиме дали тоа е точно, се разбира. Ми објасни, нема потреба под прашање да додека се анализира нашиот одговор, дека машината детектор на лаги анализира или го анализира твојот одговор за Христијан Мицковски. Идеме со следно прашање, следното прашање гласи вака. Дали е точно дека во поново време има нови фракции во ЛДП? Јас не гледам фракции. За да има фракција треба да има да се
Луѓето борат внатре и да придонесуваат. А дали има луѓе што сакаат да направат штета на ЛДП? Има. Значи не гледаш. Тие што сакаат штета да направат, сакаат да се дочепат до фотелјата. Како го ти тоа размислуваш како председател на партијата? Како имаш ти некое свое видување, ме интересира? Па не е работата, Миро, дали некој ќе се дочепа до фотелјата. Како не. Малмина луѓе сакаат фотелја, сакаат власта. Па добро се, знаеш како фотелите и функциите се имаш привилегии. Минлива работа да, во животот, дърво. останува тоа каков човек ќе бидеш. Туку поентата е ако си искрен и намерите да ти сакаш нешто да функционира подобро. Се бориш внатре меѓу своите со ставови, со идеи, да бидеш слушнат, да се избориш за во ЛДП поминале многу генерации. Јас барам се сеќавам затоа што сум уште од младината, на луѓе кои што едноставно кога не се согласувале со актуелната политика, биле тука негде и го чекале своето време да ги застапат своите политики. И еве такви луѓе денеска што не се согласувале со претходното раководство, денеска се враќаат затоа што се согласуваат со политиките на ова раководство. Моника Зајкова, дали е точно дека си задоволна од последните локални избори? Па не сум презадоволна, но може да кажам дека она што беа очекувања се исполни. Да или не? И па ива нека биде исполнети очекувања, нека биде дека е да, согласно очекувањата. Мислеше дека треба малце ЛДП да влезе у некој сплет на борби со, например, партии кои веќе наликуваат ЛДП да се бори со нив, како Знам, како Левица, така натаму. Па ЛДП влиза равноправно во борбата. ЛДП покажа ива на територија на град Скопје дека има подобар резултат од Знам. Да? Да. А зошто тоа не го знае јавност? Бројките се јавно објавени на Државната изборна комисија, секој може да се запознае ако го интересира. Дали би коалицирала повторно со СДСМ? Исто зависи од принципите и вредностите, затоа што гледам дека малку како да застранува од основните вредности. Значи не. Истиот одговор е како се ВМРО. Моника, некако ЛДП беше приврзок изминативе години на СДСМ и Па јас не би кажала дека била привезок. Може би свесно се довела во ситуација да не биде толку визибилна. Иако секогаш имала поинакви ставови, мислења во не беше визибилна, едноставно беше во сенка на Социјалдемократскиот сојуз. Да, во однос сојуз. на политиките. Например, ЛДП не подржи измени на кривичниот законник тогаш, иако беше во влада со СДС. ЛДП не учествуваше во туркање на законот за игри на среќа, иако беше во владината коалиција. ЛДП не го гласаше бехтелинг. Гледаш, тие работи мора повеќе да се знаат и мора повеќе тие теми да се обработуваат кај новинарите. Затоа на кажа политичките визибилноста. емисии. Не, а секоја коалиција пак ќе кажам зависи врз основа на тоа дали вие програмски идеолошки ќе се најдете. Добре, дали би коалицира повторно со СДСМ, да или не? Не е исклучена исто можност. Добро, колку ти беше тоест во твој мандат стана ти независно делуваш. Независно. Независно, значи не си со тие Не, и предходниот мандат уште кога бевме јас и Боби пратеници да действувавме независно, беше. но и предходно мислам дека исто Горан беше. Милевски и Јулијана действуваа независно, Така. Никица сигурно действуваше независно, пошто ЛДП тогаш имаше 3 пратеника. Добро. Моника Зајкова, дали некојаш си излажала нешто во јавен настан? Може би, не знам. Мислам не, ама може и да се случило. Легитимно. Разговаравме претходно малтене за истата тема, дека ние луѓето некогаш ја криеме вистината, поготово кога си пред толпа народ, не можеш да кажеш се и се што, нели? И Мора да бидеш внимателен затоа што може да предизвика низа апсолутно. Сега
Види, тоа е дегутантно. Следното прашање е дали си имала корист од политичките функции. Беше, ако не се лажам, беше председател на Лидем, тоа беше На младина Младин. на либерал-демократи. Од председател на Лидем отиде Подпредседател на под- партијата, председател на партијата, од задолжен за подпредседател, меѓународна да. соработка. После стана пратеник, Така, подпратеник беше и председател на партијата и уште сум. и уште си. 3,5 И години. при тоа беше и во власт. Беше и позиција кога СДСМ беше на власт. Бев шеф во кабинетот на Горан Милевски. Аха, и тоа си била. Чека, нели беше на власт кога беше позиција со Заев? Во која смисла власт? Па, мнозинството во собрание го сочинуваш и ти. Па, јас дојдов 2020 пратеник. Пред мене кога се формираше мнозинството, односно кога СДСМ ја превзема власта, тогаш беа пратеници Милевски и Јулија. и Никица Корубин. Да. Добро. Дали си имала корист политичките функции? Па види Миро, сега секој има корист, ти имаш плата од функцијата што ја вршиш, така Така е. да тоа е некој вид на корист. Имаш определени И привилегии? привилегии и тоа е корист, така да неблагодарно е да кажеш не. Сигурно да. Истото ја би го кажал дали имаш корист од Канал 7. Да, имам корист, имам плата, ми го даваат студиото, ме даваат на YouTube платформата, ми даваат плата за ова малтене. Да, имам корист. И имаат и оно мене корист. И носам политичари, и носам јавни личности, и носам исто е сабскрајбери, и во и носам политиката. прегледи. Значи тоа е пострано задоволство. А иначе некоја друга корист како што сака да се шпекулира местање, не знам, тендер или плюс приходи, апсолутно никаква. Мислам дека пред некој време се пожали. Ти ли се пожали јавно дека немаш ништо од политиката, не знам, не се сеќавам. Не сум кажала дека Не, за- може за- да сум кажала дека апсолутно немам стекната никакви дополнителни Тоа изгледа го кажа некаде, да, дека приходи живееш од и плата. имоти Да, да. од политиката и мислам дека ако секој од нас честно ја гледа, бидејќи политиката имам чувство во Македонија дека се гледа како место каде што Ќе се најлесно збогатиш, може да се заработите збогатиш, и да дојдете до општествен статус. За жал, општествениот статус не се случува преку ноќ. И сега, нели, јавна тајна е дека, до вчера знаеме кој беше, сега станал нешто и одма смени имидж, Викаат смени... селјоко се покондури. Така, меѓутоа, не го гледам тоа така. Јас мислам дека треба луѓето да си ја сватат политиката како работа, бидејќи тоа е работа. Мислам, ти работиш Тешко, за да. државата и за граѓаните. Дали си премолчила информација за да избегнеш политичка штета или криза? Да. На што алудираш? Па сега имало сигурно бројни информации кои што не сум била искрена до крај да ги презентирам за да не се направи поголема штета на државата или на некоја политичка партија. Да. Кога се гласаше промена на името ти беше во собрание? Не. Ниту кога се гласаше договорот за добросуседство, јас не бев пратен. Дали си се плашала повеќе од луѓето во партијата отколку од народот? Да. Се плашиш дали ќе бидеш издадена, дали ќе бидеш наместена? Имаш Не се недоверба? плашам од издавање или од наместеност, туку едноставно се плашам од тоа до каде може да оде зависта и злобата. на Имаш некој. шпионажа во партијата? Па има. Да ти се наместам ја до тебе. Еве јас сум некој во партија. За да бидам поблизу до председателот, што треба да направам? Треба да ги шпионирам останатите што прават, како игли. Па нека мене тоа рекла казала искрено не функционира затоа И што пошто се плашиш? затоа што има луѓе кои што имаат зли намери, кои што може да еве се ова што јас изминатиот период нели јавни напади и слично го прават, не подсвесно како човек не може да не ти влија и да не ти создава одредена стрес, нервоза, искрено повеќе од причина
дали сето ова вреди на сметка на трошење на здравието? Дали комуницираш со Зоран Заев? Не. А бевте Немам ни блиски? зашто да комуницирам. А бевте блиски? Па сум го почитувала Ти кога го бил викаше Зоки? Сите го викавте Зоки. Сум го почитувала кога бил председател на Социјалдемократскиот сојуз, а ЛДП била коалиционен партнер. Јас тогаш не бев председател на ЛДП, Да. кога беше Заев председател на СДСМ. Да. Не сум имала некакви релации, освен она што било службено и во рамки на политиката. Меѓутоа, немам апсолутно зашто да комуницирам. Тоа значи дека човекот више не е на функција, не комуницираме со него? Па не, ама ние комуницираме обично со луѓе кои што ни се пријатели. Вие ни животот ќе сретнете многу луѓе од различни места. Јас сум учела англиски јазик, свирам виолина. Низ животот сум запознала многу луѓе. Со голем дел од нив немам некоја секојдневна комуникација. Може да се сретнеме, да се поздравиме, бидејќи нели е човечки кога познаваш некој да го поздравиш. Но јас под комуникација подразбирам да комуницираш со некој така барем на неделна, месечна основа. Јас таква комуникација немам. Не е врзано А со се политиката. познавате лично, нели? Го познавам преку политиката. Да, тоа така де политички. Него како Не што дома на гости да ти доаѓа кај тесто. така се, како што познавам низа други луѓе од различни места. Дали сте заинтересирани, дали си заинтересирана за предвремене парламентарни избори? Не. Може ми да објаснам од кои причини Од не. пушка, нормално објасни. Затоа што мислам дека оваа држава од трчање избори во избори апсолутно не видела ништо, пошто имам чувство дека наместо да се подобруваат работите од избори во избори, ние имаме некоја стагнација. И се покаже тоа што низ годините го зборам дека избори нема да ни донесат магично стапче, туку треба да работиме и да создадеме стабилна клима. Кога имате вие постојано политичка неизвестност од избори, губите инвестиции, губите можност да спроведете реформи. Гледаме што се случува, Македонија има постапки, нели треба да било што да направите, еден обичен Крисмас маркет да направите, ви треба постапка за јавна набавка, за тендер за изведување и све после тоа се доцни. Кај нас изборите повеќе блокираат државата толку што не се денат. Дали сте против партиски вработување во јавниот сектор? Сум против партиски вработување, иако ќе биде грубо од моја страна да излажам и да кажам дека ЛДП не вработувала, партиски вработувала. Многу искрено, многу директно. За петка, свака час има уште 17 секунди некој се анализира. Но нема потреба од подпрашање, си го кажат и се едноставно два збора. Да, и сите партии вработуваат и тоа е да го спомнеме. Меѓутоа, па она што можам да го кажам, ајде како можеби попозитивна страна, е што ЛДП нема толкав број на луѓе во јавната администрација, колку што има другите партии и секогаш се водела сметка оние луѓе кои што дошле до одредена позиција во јавниот сектор да бидат на вистина со компетенции и со квалитет. Дали веруваш во искрено пријателство помеѓу политичари? Може да има. Помеѓу политичарите? Помеѓу политичари са тоа се како индивиду и личности са. Јас и ти се знаме преку политиката, 10 години се знаеме. но јас верувам дека и да не постои политиката, пак ќе бидеме пријатели. А сме се запознале преку политиката. И тогаш си бил на некој начин политички актив. Имам, например, добри пријателски односи сега со луѓе, еве, ќе го спомнам Бојан Стојановски од ВМРО, што го сметам себе си за мој побратим, стално Стварно? се зафркаваме, иако сме идеолошки диаметрално спротивни Да, интересна тема размислувања. ми отвори. Значи, вие нормално, освен тоа што се препукавате, тоа обичниот народ не го знае, вие пиете кафе. Па Не зависи со со кого сите, и како, нормално. меѓутоа сега кажувам за тип на пријателство, бидејќи прашањето беше дали може да има пријателство. Аз не го гледам како пријател, иако пак ја кажам, нашите размислувања се скроз различни и често си имаме вака кажано дека нема да збориме кога ќе седнеме на приватно кафе за политика, затоа што не може никако да се усогласиме со гледиштата и размислувањата кои што ги Не, има. не разговарат за политика? Па избегнуваме таа тема. Моника Зајкова, дали те промени политиката?
ме на некој начин, не знам како да кажам, осозреа пред време, бидејќи на моја возраст, на моја генерација луѓето имаат други интереси, мене некако ме остаре пред време или ме осозреа, не знам како да кажам. Па и те промене. Промената Да, се. тоа е промена. Од колку години се занимаваш со политика? Многу. Активно од 2011-та. Прв пат се сеќавам кога бев на 15 конвенцијата Јово Манациевски во Македонско балет. Потоа веќе мислам дека од 2014 или 15 вршам функција. Предходници кога веќе го спомна Јово Манациевски? Да. Кој, почнувајќи од Перо Гошев? Со господинот Петар Гошев имам добра комуникација и исклучително многу го почитувам, бидејќи тоа е човек кој што навистина може многу да се научи, особено за тоа како удала историјата на државата. Апсолутно, тоа се стари политичари. Со господинот Ристо Пенов и ден денеска пијам кафе, еве вчера се видов со него, доручкувавме заедно и он има исто така непресушен извор на искуство. Мислам дека еден од ретките градоначалници што има 2 мандата во Скопје, така? Добро. Со Јован Манасиевски имам комуникација, иако тој политички не е активен затоа што врши функција амбасадор во Турција, но кога бев во Анкара се видов и со него. Супер. И него исклучително го почитувам. Имам комуникација и со Андре Жарновски, сега не таква интензивно, но можам да кажам дека тоа на ниво на почит. Зошто си отиде од партијата? Тоа треба него да го прашате. Не знаеш онака ќе го прашам, но зошто си отиде од партијата? Беше недавно. Веројатно заради несогласување со одредени ставови на тогашното раководство. Моника Зајкова, дали си сведок на малверзации, дали си била сведок на малверзации и подкуп на гласови до сега? Не. Лично вака да имам видено, не. Иначе сум слушала дека се прави, ама јас не сум учествувала во тоа. За жал се прави. Па веројатно. Ама знаете како се, тоа се прави во партиите кои што имаат големи ресурси. Ние Не, било да мала партија. немаме толкова ресурси. Може би ако би сме имале, може би го правеле, не знам. Се зависи од тоа, нели како функционира општеството, но за жал не. Или за среќа не. Зависи како ги гледаме работите. Што ќе детектира нашиот детектор. И мислам дека ова е последно прашање или предпоследно. Дали Македонија оди во права или во погрешна насока? Мислам дека Македонија стагнира. Значи, оди во погрешна насока. Не го зборам тоа само за актуелно сега што се случува. Ги не збораме за актуелно сега. Зборувам за низгодините, дека од осамостојувањето државата оди не по зборам погрешни за политики. сегашната или за мина, зборам за Ние едноставно за имаме сивите проблем, овие години. Ние едноставно имаме проблем со самите себе да си направиме систем внатре во државата, а кога говорам за систем, говорам за сите, вклучително и за тебе и за мене, за тоа како функционираме во општеството и како едноставно И дали имаш надеж? како едноставно почнавме да ги прифаќаме работите како нормално. Нормално. Па имам надеж ако сите заедно почнеме први да си ја смениме менталната свест, тогаш сигурно би се сменила. Ако сите сме слепи соучесници на системот, кој што сами го креираме и само го надоградуваме, не. Мони, дали ја кажуваше вистината? Па јас мислам да, ќе видиме сега. Дали те интересира да ја слушнеш? Многу ме интересира. Затоа што ако сеќаш на почетокот ти кажав, некогаш и ние самите себе Да. имаме навика подсвесно да веруваме во нешто, ствари се лажеме себе. Да. Нормално, дали твоето име е Моник? Да, точен одговор. Многу ме радови што детекторот ми е солиден и ми ги детектира. Дали се разочарал од луѓето со кои си ја започнал и со кои си започнал политиката? Да, точно одговор. Дали си застанал за одлука за која денес се срамиш?
Ти кажа не точен одговор. Иако ја мислев дека ќе биде друго, можеби. А ова дали разговарат со овој претходник Горан Милевски, не точен одговор. Не разговарат. А ќе му се простиш ли? Па немам што да му простувам, ниту па имам што да му барам прошка. Добро. Не ми значи едноставно повеќе како човек во животот. Добро. Ова точно. И ги барам негативни, тоест Јас сакам да слушнам некој негативно. Underterminated, тоа значи не може да пронајде. И едно прашање кој што јас ќе оставам Детекторот во не може да го препозна. Да, јас ќе оставам во најава. И е многу интересно и детекторот вика 50-50 су. Дали би влегла во коалиција со Христијан Мицковски? Ти кажа Зависно од принципите и вредностите. Јас притиснав јес дека би влегла, но убаво кој што кажа ти дека зависно и да или не. Не е реално, човече, стварно, Бога ми. Чим ти викам Бога ми, значи еве кажува. Еве, драги мои, дали може камера? Еве како покажува за Христијан Мицковски. Дека не може да пронајде дали да или не, дека е 50-50 како што кажа Моника Добро, Браво. навистина одлично. зависи од вредностите кои ги споделувате. Добро. Дали е точно дека има фракција во ЛДП? Да, точен одговор. Дали сте против партиски вработување во јавниот сектор? Вие сте кажале да. И сте излажале. Пишува лај. Дека Можете може да има, затоа дека што- може да има, дека убаво кажа дека и ЛДП има да. Кажете Има дека логика сум и зашто е против, но да. Има, да. Да. Гледаш? Така што е точен детекторот. Мони, на 21 прашање само еднашка не ја кажа вистината или детекторот утврди дека не ја кажа вистината при вработувањето. Тоа дали си против вработување партиско, ти кажа дека си против, но и напомена дека и ЛДП вработувал. И го помина детекторот, да продолжи вака да бидеш искрена. Луѓето го препознаваат тоа. Да ни останеш на политичката сцена и ти посакувам уште многу денови во македонската политика, бидејќи си млада, си перспективна, си паметна, си успешна и долги години си во политиката и веќе имаш искуство. И ете политичарите да не се плашат да доаѓаат на детектор, да се плашат, бе, не е страшно, нели? Не треба да се плашат, а и мене многу ме значи што има ваков подкаст и мене ти кажав ми беше предизвик уште кога Ми се кажа, слушнавме, да. затоа што на ваков начин може да го сузбиеме митот дека сите се исти. Не сме сите исти. Да, бе, тачно. Не ли имавте ЛДП нешто такво днес? Имавте мото? Па, имавме мото дека секој е важен, но имавме мото дека сме различни. Па ете, Дека размислуваме различно. Дами и господа, ова беше Моника Зајков, председател на ЛДП, политичка партија. Вам посакувам да имате убава вечер, останете со радиото број 1 национално во Македонија, радио канал 77. Направете сабскрајб на YouTube каналот и очекувате нови гости, очекувате нови прашања, очекувате нови интересни одговори. До тогаш ве поздравувам до следно видување. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Чао.